Денеска е 20 февруари 2026 година. Јас сум Петар Петровски од Macedonian Information Center, со седиште во Линкон, Онтарио, Канада, а ова се вестите за главните насни што потресува светот денеска. Во денешното издание на вестите ќе проговориме поопштено за денешната одлука на Врховниот суд на САД, растечките тези помеѓу САД и Иран, како и за реакциите во Франција по смртта на 23 годишниот политички активист во францускиот град Лион. Физичката пресуда во која политичкиот активист на Национален собир умре од здобиените рани ја потресе цела Франција. Политичкиот активист е идентификуван како 23 годишен Квентин Деран. Физичката пресметка е снимена и ги потресе жителите на Франција. Се уште се трага по сторителите. Додека полицијата се уште трага по осомничените, раководството на Национален собир упати порака до своите членови симпатизери да не планираат јавни собирања од ултралевата партија Непокорена Франција, може да го искористи за создавање понатамошни немири. Според сообщението на своите членови, раководството на Национален собир ја обвини екстремно левичарската партија Непокорена Франција за убиството. Според одредени француски експерти, овој чин ќе помогне многу на Национален собир на нивните претседателски избори. Пренесува Reuters. Ветриштата на војната дува, тензиите помеѓу САД и Иран раснат, додека дипломатите од двете страни седат на преговарачката маса и преговараат, обидувајќи се да најдат мирно решение на сегашната криза. Според вестите што доаѓаат од Белата куќа, интервенцијата во форма на ограничени воздушни удари се опција на која претседателот Трамп е целосно подготвен и спремен. Само е прашање на време кога би започнале воздушните напади. Американското вооружено присуство на Блискиот исток расне во форма на разни воздухопловни поморски средства, пренесува Associated Press. Тоа е последната многу важна вест на денот. Како што веќе е објавено, денеска Американскиот врховен суд ги прогласи тарифите на претседателот за Трамп за незаконски, а не неуставни. Во одлуката на 9-членниот врховен суд, 6 врховни суди дадо мислење дека одлуката на претседателот да воведе тарифи користечки законот донесен во 1987 година од Американскиот конгрес е незаконска, додека останите 3 суди дадо мислење дека неговата одлука е законска. А додека за Врховниот судија Кларенс Томас, овој предмет не е надлежност на Врховниот суд. Со ова пресуда на судиите на Врховниот суд на САД, всушност изјавија дека претседателот там го употребил погрешниот закон. Ако во нешто се сложи и двата табора во Врховниот суд, е дека одлуката не е неуставна, тоест дека претседателот Трамп е во рамките на неговите уставни надлежности и ограничувања. Спорниот закон на кој претседателот Трамп се повика да ги оправда тарифите е The International Economic Emergency Powers Act, кој го замени законот за тргување со непријател, the Trading with the Enemy Act, донесен во 1917 година, кога САД се приклучува на силите на Антантата во Првата светска војна. Кога претседателот на САД ќе се повика на овој закон по пат на извршна наредба, тоа наредба ги овластува агенциите на сојузната власт, во овој случај припадниците на царинската служба, да запленуваат стока која припаѓа на земјата од каде стоката потекнува или да наплатуваат тарифи според утврдената стапка. Всушност, со овој закон се дава одобрение на извршната власт да уведува ембарго и санкции, но не и да собира тарифи, само кога има војна состава или состава на непријателство. Кога овој закон стапува на сила, се објавува целната листа на пријатели и земји кои се опфатени со декларацијата. Таа листа е достапна на јавноста. Поради тоа што денешната судска одлука ја прогласи употребата за закон од 1977 година за незаконски, не ја поништи одлуката на претседателскиот тим и кабинетот Трамп да воведе увозни тарифи. По ова пресуда на Врховниот суд на САД, на претседател му се дава законски амин да претседателот Трамп воведе увозни тарифи спрема Канада, Кина, Русија, Бразил, Индија, ЕУ и Австралија, користејќи ги складените закони, преземено од Associated Press и The Federalist. Додовме до крајот на ово издание на вестите при Macedonian Information Center.
Ако ви се допадна содржината на ова видео, кликнете на лайк. Ако сакате да го споделите, кликнете на share. Проверете ако сакате да оставите коментар за ова видео. И на крај, ако сакате да бидете известени за нови видеа на нашиот YouTube канал Macedonian Information Center, кликнете на subscribe. Дојдовме до крајот на ова ново издание на нашите вести. До следното гледање, довидување.